долго време се размишлев од каде да го почнам влогот, ама решив на крај да го почнам од таму што имаме кола. Ова створење е наше. Повелики. Ова е твое. Ау! Врне и болат капки, бе. Ова чипиште ќе биде наше у наредните 3 дена и јас ќе го возам. И сега, затоа што веќе пробав како да возам, сакав да почнам од таму, ама имавме некои difficulties и не бев сигурен како се вози, премногу бев преплашен. Тоа што сега веќе најверојатно знам како се вози, ама уште сум преплашен и ова е моје прво искуство со автоматик кола. Вака се. Нема кумплук, кочницата е 2, кумплук и кочница, се старта на старт-стоп engine, вака. О, да, заборив брисачите през кај ги скас. Ова друго сватив како работи, имаш 4. Паркинг, рикверц, ручна и возиш. Мене моментално ми треба рикверц, да, имаш камера што ти покажува што има позади и ја моментално кидам позади, откако ќе го стиснам ова. Не. Треба да го отстиснам. Добар сум. Добар сум, баба. Идам натака, леле камери имам. Леле, прескава не го користам. Не го користам, чекай. Леле, гледам позади што има. Здраво камионче е позади. Воланов е лесен како млада цицка. Како кик, ехехе. Идеме дриве. И буквално пуштам кочница и почиња да ми вози. Ништо не правам. Ништо не правам. И сега ќе тргнеме да возиме, а по пат ќе се уклучиме пак за да објасниме зашто опште возиме. Што најверојатно ќе биде во името на ова видео, ама нема врска. Има пар работи кои што можеш да ги правиш додека возиш автоматик. Немој да гледаш камера како овој што цркна од Fast and Furious, пошто така цркна. Понатага можеш да си вртиш фиджет спинер додека возиш, ако имаш фиджет спинер. В случај да немаш фиджет спинер, имаш клjuč да си вртиш. Ако можеш да го вртиш, ако нема 15 клjučеви на него. Ама ако немаш фиджет спинер, најверојатно немаш ни клjuč од кола. Други работи кажав уште у вториот влог, кај ми се накажаш у вториот влог од Америка што го имам, кажав кои други работи можеш да ги правиш, ама не кажав една работа. Не кажав каде идем. Моментално се движиме на концерт на Ед Ширан. Идеме на концерт на Ед Ширан. Така што, додека се возиме у колава, ќе имаме два муда. Два модови, како да кажам. Едниот ќе биде се снимаме, другиот ќе биде слушаме музика од Ед Ширан. Не може двата да бидат во исто време, затоа што нели ќе ми лупнат копирајт. Идеме у државата тако звана Колорадо, градот се вика Денвер. Нешто е легално таму, не знам што, не знам, нешто ми кажа дека било легално. Не знам што, ќе видиме, здравје, ќе се распрашаме, ама разбравме дека не било легално на повеќе места. Колата што ја земавме е Нисам те се нагледал, нисам те се наљубио. Наредна работа, која што исто така добра кога возиш автоматик, можеш да се соблечеш ципела и да си качиш нога горе и да си одмараш, додека другата нога малку нефер, ама само таа работи. Може после некој време ќе си ја сменам. Сите што ми даваа совети за пред да возам автоматик ми рекоа не ја користи левата нога. Пошто ако ја ставиш на кочница, си ебал мате. Да и ова свет како некој ме тица. Многу ми е криво што не го снимивме делот кај што погрешно свртевме и не си ја снимив паниката кога морав да идам по тесна уличка у рикверц. Тоа беше клучка за аутопут, буквално гутнавме путот скроз. Ти немаш излаз. Сакав да ја речем на Киќа да ме снима, ама уште толку ќе ме така, да, види фаца. Види фаца. Ама ова камерава што имам као за назад што ме гледа, многу ме извади. Па сега што да му правам? Види го како вози. Не знае да вози. Сега може комотно да си ја земеме за саундтрак. I'm on a highway to Denver. Highway to Denver. Или, за да не бидеме, да не испадне, не ги сакаме другите стилови на музика, за да има за сите, идеме. Јас сам на аутопут до Денвер. Или аутопут до пакла. Тум. Чакај да го видите дождот, што наближува. Како нема да се види бивен, гледај го се. Ја не знам зашто се правам фрајер и тука возам најбрзо од сите. Што чекаш да те фатат, евате? Ама не толку е лимит возам 80. 80 возиш. 80 мили. Тоа беше 128. Преска се пуштивме на лайв на Facebook и ми пресмета некој дека 80 мили се 128 км на час. Ja, ha ha ha. Ej,
свадба да ти врне, на погреб да ти врне, на пороѓај да ти врне, на море да ти врне, по дома да ти врне, на викендица да ти врне, го слава да ти врне. Not today, baby! I'm on my way, so don't call me baby. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Listening to our favorite song. Kiss her on the neck and then I took her by the hands. Baby, I just wanna dance with my pretty little Greenland girl. Oh, slow, baby. You're moving out with someone new. I know you're missing all this kind of love, but I'm positive that you don't wanna know about me. Daisies pushed upon your forehead. I find comfort in my pain. Razor, we could change this whole world with a piano and a bass, some guitar, grab a beer, and away we go to falling deeper in love with you. Abe, hey, Hey, tell me that you love me too. hallelujah. You are an angel in the shape of my mom. Watch the sunset over the castle on the hill. Let's pretend we're dancing In the streets in Barcelona. In Barcelona. Boy, let's not talk too much. I lost my shoes last night. I don't know where I left my keys. You can't marry my daughter. Coming now for my lead. Официјално сме у Колорадо, мишката ми смрди, чорапата ми се цеди, не знам колку сати возиме. Много. Ова искрено више дој чекам да стигнам. 10 Мој негде. пени од Денвер. Сега најтешкото возење кола у живот, толку бе папсам вчера што стварно немав сила да се снимам, а друго многу се испичкавме затоа што имаше чудни фаци насекаде, а немаше никој наоколу. Не знаевме каде се оставиме да спиеме и се туривме на рандом паркинг, се прекрстивме и заспавме. Будевме на секој чуден звук. Као што дишевме, сега се више се исчисти, нема да се види, нема везе. Се замаглија цели стакла буквално, пошто спиевме у кола, како да ти кажам. Така научив што значило тоа да се возат компири. Ја не возев компири, а возев 10 сати. Стварно се изморив, али Дреде. еден чичко еднаш на каса ми дојде и ме праша колку години имам и ја му одговарам колку години имам. И ми вика, не се битни годините, битни се милјите. Зашто тој што уопште те праша колку години? Што да ја отвори темата? Не знам. Та немаме поима каде да оставиме колата, пошто страфти. Идеме да прошетаме низ Денвер, низ Дембел. Кога влеговме тука е 20 снајдов, пошто улиците се тоа као автопатите кај што се палат, гасат. Буквално е ко Need for Speed. Лавиринт. Ко Need for Speed. А само што таму на Need for Speed ти се затворени патиштата кај што не можеш да идеш, тука можеш секде да идеш и можеш да се заебеш. И бев многу вознемирен, ама ете некако се снајдовме до негде да стигнеме. Идеме да прошетаме сега малце и вечер сме на концерт. Добро дојдовте во Денвер. Градот кој што ќе го сметаш за хорор ако си со кола, затоа што нема да можеш да најдеш паркинг. И исто така сметаш за хорор ако не си со кола, затоа што не идеш нигде тука без кола. Ама ние некако успеавме да најдеме паркинг и сме моментално во Денвер. Идеме да се шетаме во Денвер. Ети 7-Eleven живо. Че до сега го имав видено само кога го плячкав на GTA, само разликата е тоа што сега нема да го плячкам. 7-Eleven. Никад не помислив дека ќе го видам уживо. И како и многу работи други, што ги видов на GTA само. Моментално идеме да се прошетаме до даунтаун, до доле град. Си имаш вакви делови од градот, кај што има и цркви еден помиња. Имаш и онакви делови од градот кај што се знаеш дека се дила секоја вечер, а нека ти не се бајле. Може, па идеш сегде со кола да идеш, мора и ова негде да го правиш некоја вецел, негде рандом. Просто не е никаде ти смрди с дивот на умрени мачки. Се снаоѓаш, тоа е. Само што ја земам пастата, ја не знам нашиве цимери турци гадни што ќе користат. Иван, у Денвер знаеш што му прават на ѓубрето? Го собираат.
Ја колку јако, не знам да зумирам од тука. Зашто не може да се замира од тука? Не може. Не, ова голема лопата и голема метла, пошто имам многу гадно ѓубре од има. Да не стоиме тука близко да е собере. Ве гледаш, не е само за деца. Чекај, јас... Кај да појдам? Па иди од другата страна ти. Еве се мишкаме, ете, тамане. Гледаш, скоро истата жина сме. Јас писам со наџињата таму. Сега свативме дека пошто ова доле го пишува на нешто што нема ни да го прочитате, ни да го разберете уште помалку пошто е на шпански. Овие што се клацкаат, сега Кики ќе ви објасни што е муабетот со нив. Кала мусидора. Да се клацкаш, затоа испушта звуци, тоа се всушност ноти. И кажува дека е создадена за сите да уживаат во неа. Е создадена од срце, дека треба да ја чуваме, да си ја најдеме нашата хармонија и баланс. И да играме безбедно и да се забавуваме. Кој да го смислило ова, браво. Честитам. Да, браво. Стварно е јако. По кратка прошетка низ градот, свативме дека усвари градот бил многу страшен и... Кике! Тя пак верверица ме следи од Гевгелија и другарката си ја земала. Верверички, бички. Ајде верверички, пацете се. Види ги како се бркат. Те сликав, знаеш? Знаеш дека те сликав, така? Сонце златно. Шо е бе, сонце, ми позираш? Види ги, не се плашат. Ова стварно ќе ме нападне? Ке, официјално верверичкиве се најубавата нешто што го видовме у градот. Сонциња. Еден куп ги има. Купи што верверички. Опе перперица, сипти се, чапатиш. Не чекам, беше глупата вака, па вака. Па и назад. Така ќе се снајдеме, што? Значи имаме кај нас у Джексон, имаме Макдоналдс, што ни е на 2 минути пешки. Се знае, Македонец. Кога ќе отиде во странство, прва дестинација му е Макдоналдс. Ние во Джексон ниеднаш не отидовме у Макдоналдс. Ова ни е прво идење у Макдоналдс во Америка. Нормално дека ние нема да идеме у Макдоналдс, пошто работиме у Доминос, имаме гага пици. Та, инаку вака импресија од градот до сега што видовме, сме заробени помеѓу педери, луѓе со сменет пол и наркомани. Само се надевам дека концертот ќе биде добар, да. Искрено, место ми е ужасно, може пошто ние не сме навикнати. Луѓе се премногу либерални и се ужасно воспитани. Не дека нас нешто лично не направија, али така шири, шири негативна енергија ти текна. Вака убаво изгледа све. Башка секако сам за себе си живее. Таму се како дружелюбиви луѓето, некако тоа. Текна се расплакав од среќа, тука цело време ко вознемирен се осеќам. Исто некој тего бујам. Ко емисија да сме и си правиме онака. Барем тука Кике нема да ме кара што се носам со спуштени подгаки пошто ми паѓаат, ама тука сите се толку либерални што буквално нема да им смета што па немам рака да си ги кренам. Нема да им смета на луѓето што се носам така и што буквално и погаки додам нема да им смета. Така луѓе? Ти смета? Не, така Тоа е едината бенефиција у градот. Решивме да си идеме дома, мислам дома. Тука кај што се сместивме, нели? На паркинг. На паркинг. Полата ми е најсигурно. Кике ми утепа од фалење дека сум многу добар шофер, али стварно е мучно. 10 сати вчера. Стварно е мучно. 10 сати, ја не знам како издржа. На колата онаква како копче, да ти ја задржи брзината и да не мора да стискаш газ. Ама ја пробав 15 пати така и не довка работи тоа. Премногу технологија за наши стандарди, али стварно колана е зверска. Послужи како многу добра спална. Ма не уплашени бевме и да не кренат. Да не ни дигнат колата, да не дигнат насосе колата, да не дигнат у воздух, да не дигнат на клоци и такви слични дигања. Така да сега идеме после нели Лучече, што не ми се ни јаде што сум вознемирен од градот. Немаме кога после, да. Интересен факт, ако не јадеш ќе умреш. Јади. Моментално е дење, а ти што гледаш видеово ти врне. Понекогаш електрониката и не е толку добра работа, што треба да го чекаш 15 минути за да се спушти од оно. Ти одзема од времето за спиење. Перниците! Јеј! Пернеце! Ништо не се гледало ова. Ако нема вес, битно легнав ја тука на перницат, нека се знае. Стој! Идеме на Ед Ширан! Чекај сега да видиме каде, само да се види каде влагаме. Стој. Ајде, полека си новеси. Да. А да, инаку он е таму, а ние ќе бидеме тука, као буквално пред него. Као се чувствуваме? Види колку каво е ова, види колку сме близко. Ова е хокеј терен, ама стварно тоа не е битно во моментот. Не е битно, гледај колку
колку сме близко. После ќе видиме колку сме близко кога ќе се појави он. Си купи маички. Не си гледаат Мајчки, на се гледаат. сликата што имаме објавено пред да се објави ова видео, далеко пред да се објави ова видео. Јамес Блунд дојде да свири прв. Новиот албум не му го знам. Како не ти е срам? Тоа е Јамес Блунд. Бај. Еве некои многу кратки делчиња од концертот. Ама многу кратки. Taking my time for me to come. Не ја снимив таа. Таа што ја чекаше толку долго, не ја снимив. Океј, ја снимив добро. Добре дојде назад во 1998. Иначе педерот не ми ја пееше омилената песна. Знаеш? Ај која? What do I know? Стварно бе, не ја изсвири таа. Не ја, педер. Мајца му купи. Не ми ја пееше песната. И па не му е нараджати. Од толку што изнедавме гомна за градов, испадна дека усвари ние сме били тој ретардираниот дел на градот. А овој дел на градот е усвари баш убав и супер и така. Да подобар, као помирен. А ние така као мирни луѓе се сакаме мирно. Мирна вода, брег, рони. Се вративме ние во нашата хотелска соба и сега ќе вечераме и ќе вечераме. И ги си легнуваме. Не, беше отворено 7-Eleven, ама имаше многу што го плјачка, такви темни. И извиневарска скупа беше. Беше брза храна, беше чип. Така, успорена малце. Добра ноќ. Добра ноќ, добар сон, сетивко вон. Lee Taylor on piano, just the thought of you featuring baritone saxophonist. Овде е еден останеше. У градот Дембел ми е Волмарт. Не за друго, тука треба да се измијам, коса да сретам, мишки да заплакнам. Тоа. Се нахраниш на Сабвеј. Сабајле, станавме рано од паркингот за да идеме на друг паркинг, пошто не плаќаме многу. Се снаоѓаме по хотелски соби, само шетаме. Куки! Мислам дека она врска нема шо е тоа, ама ќе пробаме. Кике? Флори злава. 3, 2, 1. Уопште не е забавна, ама добра е, знае. Добра е, знае што е тоа. Знае. Слушаш што песна пуштаат на радио супермаркет. Банана. Да, поише им се реклами, него ли песни, него на тоа американското да има. Новости, Кики отиде да моча. Се што го прави сам. Иван, Флори злава. Иван, опреј се. Иван 23 ке пуниш за непол месец. Добро. Да. Да чуваш пари, да ти каже дека парите се гомна. Види го епилепсија. Види го, шарено гомно. Леле колку педерски ствари има човече. Не, усвари ништо педерско, туку педериве ми го ништуваат виножитото со тоа што викаат дека тоа е нивна боја или нивни знак. Не педери да туку тие од LGBT заедницата ми го ништуваат. Ај, пола Subway сендвич за тој што ќе ни ја најде колата сега. Тука негде беше. Не бе сама таму, дека се паркира до нашата кола.
Значите у Subway. Много убав. Вика да јадете не кажу Subway, да јадете у Subway. Ми е само криво што не можевме да се снимаме, дур се снаоѓаме низ уличките, имаше некои такви убави улички што не успеавме да ги снимаме, ама стварно морав ја да го гледам патото, Кике мораше да ја гледам мапата за да се снајдеме некако, али тоа си тргнавме на кај дома. Чао Денвер, наскоро чао и Колорадо. И welcome Wyoming. Да се вратиме у нашето селце. Да. Ова беше многу за нас. Хубаво Не сме беше. ние за градови, ние сме за село. На равоучение неколку што ги извадивме од нашава авантура, да речеме. Мислам, едно на равоучение што веќе низ целиот влог со цел Денвер и сите тие дозволени работи кои што се можете веќе да заклучите на равоучение. Никогаш не го снимајте цел концерт на Snapchat. Кој ти е курот, бе, девојко? Кој ти е курот? Цел! Гради народ, свеќето го расне. Ти нервозна, 3 дена ти касне. Сама седиш на... Слушај, порано си мислев дека тоа сама седиш ната жена, мислев дека жената се вика Ната. Сега, Ната жена, после тоа, чекај, уште има. Ната жена, нема жена. Па сега, нели, има жена или нема жена? Не ми беше јасно. Тоа значи дека успеав да го најдам онака да ми вози сама. Ще имаше 5 сати за vožnja. 5 сати. Плячка. Плячка. Да, нивната е. Само за споредба. Ова е Кике. Ова се знаци. Да, и тоа е Кике. Кике, не е Иван, Кике. Ова е диносаурус. Редно е и тој другиот што ја платил колата да повози малку. Ајде, Кике. На Д. И држиш W. Ајде, само држи W и вози. Зашто ти е чудно и глупо? Кога пуштам газ, сама тера? Не, кога пушташ кочница трга сама, Ама не, трга сама до кадар? додека не е до некоја голема угорница. Здравни факи. Пази сега што е муаветот. Она се плаши, пошто прв пат вози автоматик и првиот пат е на аутопут и прво у Америка. Шо? Каролина ни звони. Каролина ни звони. Па одговори на тоа. Јави се на тоа. Иве, не одговори ти. Добре. Не, ја не знам на што да стегнам. Ајде го. Еј, Say send, then say the digits, Wow, or say wait. mute on, or transfer call. Хеј, значи, она вози прв пат у Америка, прв пат автоматик кола, све прв пат, од прва минута ја како вози и се плаши. Замисли ја колку се плашам. Ти се плашиш што ти ја возам или колку си се плашал ти? Не, се плашам од и ти возиш. Стварно? Да. Затоа гасам и идам да ти помогнам, ајде. Ствари понекад е многу убаво да не возиш, пошто можеш да се доеш на задно седиште и да не те боли кура. Така е, Кике. Па искрено, после 15 сати се скужуваш одмор. Ако, убаво е понекогаш и да се одмориш. Ама и досадно е, да возам, Кике. Бај. Чекай, ќе го погалам. Чекай да не се чупам. Бај. Мамето гледа. Чао. сметаме за дом, погледни го ова срање. Си се вративме дома и многу ќе ни биде жал што утре ќе мора да се разделиме од убавицата. Да, нашиот втор дом. По пат навака имаше, прво видовме една срничка и така си чекаше мирно улица и не направи ништо, ни се појави на пат, ни ништо и си чекаше срничка и многу беше сладка. А после тоа ни претрча лисичка, пата така лисица, вистинска лисица
вистинце како таа што ја цртаат во сликовниците. Пошто таа е вистинска. Иста. И после тоа удрив меле. Глупа феле. Значи тоа што го гледавте под филмовите е вистина тука и удрив меле. Типот се шеташе по ебената улица, пробав да закочам, позади мене имаше уште еден човек што ако закочев скроз ке се удреше у мене и пробав да го избегнам и типот се фактички не го удривме ние туку, он не удри нас пошо. Да, јас стоев на улица, он влезе со роговите у кола ти текнува. Влезе, ама нема врска, не е мртов, као само малце се чукна. И тоа ви благодарам што го гледавте овој серијал од видеа за нашиот пат до Денвер и назад. Чао.